Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука е господинот Аднан Џаферовски, поранешен член на извршниот одбор на СДСМ. Господине Џаферовски, добро дојдовте повторно во студио 10. Добро ве најдов. Господин Џаферовски, кога ние се договаравме за емисијата пред викендот, имавме направено еден концепт за што ќе ја зборуваме, нели? Но ми се чини дека кај нас настаните се редат како на филмска лента. Од тогаш се случи уште неколку работи, тоа ден по ден и тоа многу интересни. Па ајде да поминеме низ нив и полека ќе ја изанализираме, ми се чини така целата политичка сцена. Значи, најнова вест е таа од утрово, а тоа е дека полицијата уапси поранешни раководители на ЕСМ, се неофицијално меѓу уапсените и Васко Ковачевски. Повеќе од 10 лица се уапсени, како што се вели во првичната информација, лица кои директно или индиректно биле поврзани со работењето на ЕСМ и РЕК Битола. Ваше мислење за оваа ситуација, се работи ли за една реална полициска акција и обвинителска се разбира, или тајмингот е малку интересен во моментов кога се случуваат овие протести на ДУИ, кои секако ќе ги разговара? Тајмингот е секако дека е интересен. Тоа е работа на органите на прогон и на обвинителството и на правосудството. Јас не можам да преюдицирам сега и да кажам дали е оправдано во овој момент тоа што има апсење баш овие денови, кога се случуваат крупни работи, немири во земјава, дали е тоа сценарио на власта, не можам да преюдицирам, но времето ќе покаже дали е тоа така. Околу апсењата во Сабелинава ќе го кажат својот збор органите на прогон, така да ќе имаме прилика да чуеме. Да, ќе видиме, се разбира, ние, како што кажав, ова се првични неофицијални информации. За подоцна пресконференција најави и премиерот Мицкоски. Се разбира дека нема да не влегуваме ние во обвинувањата, како што велите, тоа е работа на правосудните органи. Нека кажат тие какви докази имаат и што имаат, ќе видиме што ќе биде со процесот, но ние се разбира ние интересна ни е политичката димензија на процесот. Тоа се случува, како што кажав, во време кога пред Уставниот суд ДУИ постави стража, така наречена, за законот за јазици, бидејќи знаеме дека Уставниот суд има закажана седница. Сега дел од медиумите објавија една анализа, интересно, не знам дали сте ја виделе, па кратко ќе ви ја прераскажам, во која се вели дека таа седница на Уставниот суд всушност нема ниту намера да го урне законот за јазик, ајде да речеме, или да го стопира, или времена мерка да му даде, бидејќи сосема други работи се на дневен ред. Значи, не станува збор за никакво укинување на законот за јазици. Од друга страна, ДУИ вели дека е така, поставија стража. Премиерот Мицкоски обвинува дека се работи за политизација, продолжување на сценариото за дестабилизација и како што тој вели обид на челниците на ДУИ да ги спасат своите криминали, како што вели Мицкоски. Како гледате вие на оваа ситуација? Видете, политичката ситуација во нашата земја секогаш има можност за вакви сензационалистички потези на власта и на опозицијата. Верувам дека не со зла намера да може да се дестабилизира нашата земја, до таа мера да нема враќање назад. Да, тоа би било најлошо. Тоа би било најлошото сценарио. Но ваквите моменти, ваквите потези, без разлика дали доаѓаат од власта или од опозицијата, мислам дека се неоправдани и треба наместо ова што го прават, треба да се зафатат со клучните проблеми на граѓаните, со економската состојба во земјата,
а не да го тргаат со вакви потези, да го тргаат вниманието од баш тие проблеми, од економската ситуација, лошата економска ситуација во земјата и позицијата на граѓаните во нашата држава. Мислам дека треба да се води една политика која е во интерес на граѓаните. Но сепак интересно е што токму тие етнички теми се сегаш најдобри за подигање на емоциите, ајде да речеме, кај граѓаните и со тоа на тензиите. Најчесто се користат. Гледаме дека кога политиката, политичарите, партиите сакаат да го насочат вниманието во една точка, секогаш тоа се прави со етничките теми. Ова случувањата со прославата почна со прославата на националниот денот на знамето на албанците. Мислам дека тоа беше пораз на општеството. Пораз на нашето општество, пораз на политиките во нашата земја. Пораз на човекот во Македонија беше. Да се изразува љубов према своето национално знаме со фанатична омраза према нечие друго знаме, јас навистина го немам видено никаде по светот. Еве еден пример сега, се славеше исто и во Косово. Видовме, Косово има и државно знаме и национално знаме. Албанското е национално знаме исто на албанците од Косово. Видовме ли палење на државното знаме? Не. Ова е наше државно знаме. Или да речеме на српското знаме. Во Косово има многу повеќе мотиви, да речеме се запали, да речеме повеќе тензии. Антагонизмот е во тоа општество. Мислам дека тоа беше одговорност на политичарите. И наместо слушав дека се бараше лидерска средба, мислам дека тоа беше повеќе патетично, повеќе собирање на ситни политички поени и не знам што ќе се случеше на таа лидерска средба. Ќе излезеа со заклучок да ги искараат луѓето кои беа инволвирани во малолетници, луѓето кои беа инструирани за да го прават тоа. Не. Во ова нашето општество е поделено по секој основ. Се случува сегрегација, се случува поделба и по етничка, и по верска, и по секој основ. И мислам дека политичарите треба да направат лидерска средба, да седнат и да се договорат околу основните, клучните работи за оваа држава. Ако Уставот продуцира проблеми кои нон-стоп се отвара и затвара, тогаш дај да го направиме Уставот и да еднаш за секогаш да го затвориме. Да го направиме, ако прави проблеми. Еве, сега имаме проблем со отварањето на Уставот и вклучувањето на бугарите во Уставот. Ајде да ги тргнеме тие категории, да ја направиме Македонија да биде држава на сите граѓани кои живеат во неа и да го затвориме, да не продолжуваме со редење на секоја етничка заедница и секоја структура која ќе побара отварање и внесување во Уставот. Да, ќе се вратиме на овие ваши констатации кои се интересни, бидејќи го разгледуваат проблемот од еден поширок, посуштински спектар, кога ќе кажете дека ова е пораз на општеството и на политиките, а не навлегувате во некакви детали околу настанот, тоа е прилично интересно. Ќе разговараме за тоа, но за да не го
изумиме исто така уште еден многу битен момент, тоа е ставањето на Артан Груби, поранешниот вице-премиер на црната листа на Соединетите Американски држави. Таму се вели дека Стейт Департмент назначи 14 нови лица на црната листа на САД. Меѓу нив се најдоа и поранешниот вице-премиер Артан Груби, како и судијата Енвер Беџети. Ова се случува во исто време кога ДОИ постави уставна стража пред судот за законот за јазици. Гледате ли па тука сега некаква корелација, можеби? Исто така зборуваме за тајмингот, се разбира. Бидејќи оваа црна листа сигурно е подготвена многу од порано, не е тоа сега извадено. Апсолутно. Тоа е долг процес, но тајмингот е исто така интересен. Видете, со американците, кога се работи за криминал, нема компромис. Нема компромис. И мислам дека тоа е само одговор и порака што ќе се случува понатамо на корумпираните политичари и корумпираната политика во нашата земја. Треба да размислуваат политичарите да не се ставаат изнад законите и изнад правдата и да ја делат тие правдата наместо правосудните органи. Да, но кога зборуваме за ова е интересен е моментот дека токму вице-премиерот Артан Груби беше многу често гледан во друштвото со амбасадорката Ангела Агелер. Особено околу поврзано со проектот на Бехтел и Енка, каде што тие беа цело време некако промовирани заедно, ајде да речеме. И за некои ова е изненадување. Па сега дел од аналитичарите прашуваат дали Агелер е на некој начин бајпасирана од незините колеги од Стейт Департментот за ова прашање или едноставно знаела, но се однесувала така? Не мислам така. Амбасадорката Агелер е дел од администрацијата, америчката администрација, од дел на дипломатијата и нашата перцепција за блискоста со секој политичар, како пред малце што кажав, тоа не значи дека ќе биде заштитен некој од коруптивните дејанија. Со американците нема компромис кога се работи за криминал. И тука може само ние да си го лажеме паметот дека јас сум близок со некој амбасадор и ќе бидам амнестиран од криминалот. Тоа не оди така. Еве, ова е показател дека нема да биде така. Значи, вие мислите дека они се однесуваат нормално, но сепак политиките кои се случуваат зад завесите си продолжуваат, тие не застануваат. Да, кажавте дека еве полека одиме кон она што го кажавте, поделено општество, сегрегација, пораз на политиките. Ние имавме еден проект, едно општество за сите, кој беше направен токму од владата на СДСМ, од минатата влада, уште во првата, ајде да речеме, влада, кога беше премиер господинот Заев, но тоа некако тргна прилично фуриозно, прилично со една позитивна енергија и добро темпо, но потоа никако полека како да се заборави целосно, особено после и со премиерот Ковачевски потпадна во втор план. Зошто? Па мислам дека можеме да кажеме дека проектот Едно општество за сите не успеа. Зошто не успеа? Проектот Едно општество за сите е, јас сум еден од идеолозите, повеќе пати имам кажано. Проектот Едно општество за сите нема алтернатива за оваа земја и за ниедна друга. Зошто не успеа, не можам да утврдам. Мислам дека се сеќавате дека на тој проект СДСМ освои околу 50-60 илјади албански гласови. Да. Тоа беше вистинско обединување, вистинска политика на Социјалдемократскиот сојуз во тој период. Се испостави дека
многу лицемерно ги прелажавме луѓето. Зошто тоа се случи, а еве продолжува во континуитет, продолжува тој дел околу стигматизирање, односно игнорирање на создавање на односно продолжување на тој проект, едно општество, тоа навистина не ми е јасно во смисла на идеолошките принципи, она генерална политика која ја заговаравме, која треба да ја негува Социјалдемократскиот сојуз, го напуштивме тој курс, тој проект и дојдовме во ситуација да ја изгубиме власта, брутално да ја изгубиме власта. Сега, еве, имаме едно веќе, ајде да речеме, трето раководство на СДСМ од тој период. Господинот Венко Филипче е сега председател на СДСМ, неодамна ги избра и највисоките органи на партијата, го избра подпредседателството, го избра извршниот одбор и така натаму. Гледаме многу нови лица таму, па можам да кажам и лица кои не биле активни во политиката воопшто, значи буквално нови во политиката. Мислите ли дека еве ова трето раководство на СДСМ ќе почне да работи нешто во тој правец? Еве уште еден доказ во делот на ова пред малце што зборувавме за едно општество за сите. СДСМ во моментов стана една моноетничко здружение. Повеќе не личи на партија, заробена партија, заробено здружение, кое наликува на лудистичко движење од кое е формирано во времето на Неду Луду во почетокот на 19 век во Англија, тврдејќи дека дека машините во фабриките се клучен проблем за лошата економска состојба на работничката класа, на работниците. И тоа што работниците почнуваат да ги уништуваат машините, да ги рушат фабриките. Тоа се случи сега се случува со СДСМ. Зошто? Ги елиминира сите авторитетни долгогодишни членови, ги елиминира и донесе луѓе кои немаат ама баш никаков политички бекграунд, ниту искуство во политиката. И никогаш СДСМ не се плашела од нови лица, нови членови, но имало секогаш ред. Јас не навлегувам во нивната стручност и квалитет. Во СДСМ го згази прво статутот. Во статутот јасно стои како може да стане некој дел од раководството. Погазен е статутот во секоја смисла. Зошто? Во кој сегмент? Што не можете да стане да бидете дел од највисокото раководство, а да не сте член и да не ги исполнувате условите, значи време траењето, процесот, патот до местото, до раководна позиција во СДСМ. Ние, да ви кажам една работа, СДСМ сега значи наликува на социјалдемохристијанска партија повеќе отколку на социјалдемократска
партија. Левица е пограѓанска партија отколку Социјалдемократскиот сојуз. Зошто го зборувам ова? Во Левица од 6 пратеници имате еден пратеник Бошњак и еден пратеник Турчин. Во СДСМ ниту еден од 12-13 раководни позиции немате различен. СДСМ стана креатор на поделбите во партијата и во целото општество. Што покажува со ова СДСМ? Која е пораката на помалите етнички заедници? Дека нема простор за нив, дека тие ќе бидат само декор и гласачка машина, дека треба да се идентификуваат со СДСМ, немајќи ниту еден, каде е господинот Фатмир Бетичи, каде е Фато Навсани, каде е Шкријеј, Санела Шкријеј, каде се луѓето од помалите етнички заедници кои се вистински социјалдемократи, кои се докажани социјалдемократи и кои имаат авторитет и долго членуваат во СДСМ. За нив нема место во раководната позиција, во раководните позиции на СДСМ. А СДСМ се декларира како граѓанска партија, промовираат. СДСМ ги сруши трите столба на социјалдемократијата. Еднаквоста, правдата и солидарност. Добро, ајде малку да проанализираме сега. Состојбата во која сега се наоѓа СДСМ во поглед на довербата кај граѓаните ми се чини дека е прилично незавидна. Последните анкети упатуваа многу низок процент на доверба или на партија за која граѓаните би гласале, ајде да речеме. Можеби најниска во историјата на СДСМ. Во дел од анализата која неколку пати ја кажува претседателот на партијата Венко Филипче, тој вели дека најмногу вината ја префрлува на начинот на кој тие владееле со Дуи или на начинот на кој Дуи владел со нив, без разлика како гледаме. И во една од неговите констатации е дека 2020 година СДСМ не требало да направи влада по секоја цена, дека тоа била една од клучните грешки на СДСМ што дозволила да биде слаб партнер во владата со оглед на околностите, бројот на пратеници и така натаму. Дали мислите дека сега ова рекомпонирање на СДСМ или ваквиот начин на градење на партиското раководство е всушност рефлексија на таа анализа? Обид на господинот Филипче на некој начин да се откачи од тоа наследство поврзано со владењето со Дуи? Мислам дека тоа не се аргументи. Мислам дека тие аргументи не држат. Ние во секој случај СДСМ мораше да направи со некој влада. И мислам дека тие аргументи се повеќе смешни отколку сериозни. И да обвинеш ти некој за своето владење, за некој друг да е крив, мислам дека и тоа не држи. Прво, ти ги бираш коалиционите партнери. Ти си прв меѓу еднаквите во таа коалиција. И сега да ги обвинуваш, најлесно е тоа што поминало, да го кажеме дека тоа било криво и сега ќе идеме, ние ќе менуваме некои други работи. Што ќе смениме? Вака ли се менува? Носиш луѓе кои немаат никаков политички кредибилитет, без еден ден стаж во политика. Јас не навлегувам во нивната стручност
и знаење од таму од кај што доаѓаат. Може, веројатно се врвни професионалци, но без ден поминат во партијата, без политички бекграунд, без партиски бекграунд, без да политиката е занает. Исто како и професурата и се друго. И без да во политиката треба умење, треба време, треба жртва за да дојдеш во ситуација да кажеш политиката мора да има континуитет и политичарите. Вие мислите дека тезата ви е дека подобро било највисоките партиски органи да бидат составени сепак од, да речем, активни членови на партијата или луѓе кои биле тука цело време, отколку да се внесат нови лица, бидејќи повторно ќе кажам, СДСМ реално има проблем. Тој проблем е пресе во рейтинзите, кој е најнизок во историјата. Кој начин би било подобар да се поправат работите за нив, се разбира? Апсолутно мислам дека новото раководство требаше да биде најголемиот дел од луѓе докажани, авторитетни луѓе на начело на партијата. Јас пак уште еднаш ќе кажам, СДСМ никогаш не се плашело и секогаш имало прибирање на нови луѓе искусни во своите професии, но полека, чекор по чекор се граделе политичката кариера во СДСМ. Сега се случува брутализам. Се чудат сите долгогодишни, авторитетни партиски членови се чудат кои се тие луѓе и зошто тоа се случи. СДСМ во моментов креира една политика на поделби внатре партиски. И така само се создава момент каде што може да се роди идеја за формирање на нова партија. И уште поголема поделба на членството. Но веќе имавме една нова партија со знам која се формираше. Мислите ли дека повторно ќе има до душе мислам дека не зборувате на празно. Нешто поранешниот градоначалник и висок партиски функционер Шлегов најавува на социјалните мрежи некаква жешка пролет. Мислите ли дека за тоа се работи? Апсолутно мислам. Апсолутно мислам, затоа што јас секојдневно се среќавам со моите партиски другари. Со луѓе кои се авторитетни, луѓе кои се навистина навредени од односот на новото раководство на СДСМ. Тие се едноставно прогласени за неподобни. Ги нема никаде. А бараат обединување, као сега новото раководство ќе се ангажира на обединување на членството. Како? Добро, сега имаме една ваква состојба, прилично силна влада, политички процес со убедливо мнозинство во собранието, може би се блиско и до двотретинско мнозинство, имаме една прилично слаба опозиција во условно кажано македонскиот блок, ајде да речеме, предводена од СДСМ. Таму е левица која нешто прави во собранието, некакви пореметувања. Кај во албанскиот дел не е така, мислам дека Дуи е прилично добро котира во однос на ретинзите, ќе видиме како тоа ќе се одвива понатаму. Ми се чини дека политички во скоро време не би имале некаква промена на тој план во однос власт-опозиција. Ми се чини дека сега констелацијата која имаме дека е стабилна. Мислам дека во догледно време нема да има никакви промени во делот на парламентарното мнозинство и власта мандатот ќе го истера до крај. И
ако остане ваква ситуацијата со Социјалдемократскиот сојуз, ако нешто не се поправи, ако немаат некоја задна намера, ако не е ова задна некоја намера, ова ново раководство за заштита, за лична заштита на некој, ако превземат на вистина сериозни чекори за реформирање на партијата и нови идеи, прибирање на ново членство, искрен пристап до членството, може би ќе има шанса на следната година на локалните избори да го покаже првиот резултат. Вака, во моментов како што стојат работите, ние имаме, мислам, 5 општини. Социјалдемократскиот сојуз раководи со 5 општини. Ако вака остане целата ситуација, а мислам дека ќе остане, наредните локални избори Социјалдемократскиот сојуз ќе има или 0 или едно градоначалничко место. Тоа ви тврдам сега. Прилично песимистички предвидувања, ајде да видиме. Видете, ја никогаш не сум бил песимист во животот, јас сум секогаш оптимист. Но сепак реално треба да ги гледаме работите и да не се лажеме. Затоа што лажењето сам себе е една работа. Друго е перцепцијата која ја создаваш во јавноста, која покажа дека е многу попаметна од секоја друга партија, па и од СДСМ. Тоа што му се случи на СДСМ на последните избори е самобендисаноста и недостапноста на раководството до членството. Секогаш гласачот е многу попаметен од партиските лидери, од партиските раководства. И тоа го покажа на последните избори. Да, пред самиот крај, господине Џаферовски, целава политичка конструкција се врти околу македонското членство во Европската унија, кое е ефективно блокирано со уставните измени, го знаеме тоа според преговарачката рамка. Гледаме дека има некакви разговори, обиди, пораки и од Европската унија, од кај нас и од Бугарија, но не гледаме некаков конкретен чекор во таа насока. Мислите ли дека, вака генерално кажано, во скоро време имаме можност да ги направиме тие уставни измени и да ги продолжиме преговорите или не? Во догледно време не. Затоа што јас пред малку почнав да кажувам, институционализацијата на сегрегацијата во нашата држава води према федерализација, односно следна фаза исчезнување на оваа држава. Ние имаме на секој чекор сегрегација. Ние имаме поделба, значи ние имаме школи на албански јазик, школи на македонски јазик, нема мешање на населението. Во секој сегмент сегрегација и поделба. Мислите ли дека Европа ќе дозволи да на таков начин, со такво уредување, ќе бидеме ние дел од европското семејство? Се додека не се средиме, не ги средиме овие работи. Зошто? Мене ми е прашање, интересно прашањето е, овде имаме поделба по секој основ, имаме албански школи кај што учат само албанци, кај што учат само македонци и така натаму, кога ќе
масовното иселување од Македонија, кое ние политичарите дефинитивно не го приметуваат, кога ќе отидат во Швајцарија и Германија, зошто тогаш не бараат дека не сакаат да учат со украинци, со срби, со тајланѓани, таму не те прашува, таму или ќе учиш или нема компромис. Или може да се вратиш дома. Или можеш да се вратиш дома па да бараш таму каде што сакаш да учиш. Таму не правиме проблем. Каде ќе ни учат децата? А тука ќе бараме школи вакви, се додека не го решиме проблемот со сегрегацијата, а ние наместо да го решаваме, ние се повеќе и повеќе се Што е решението на кратко, господин Джаферовски? Што е решението? Решението, јас имам да понудам на политичарите две решенија. Прво, Уставот, ако веќе продуцира проблеми, Уставот треба да се смени и треба да се тргнат преамбулат каде што се редат сите етнички заедници, националности и така натаму. Македонија да стане држава на сите граѓани кои живеат во неа со сите своји права и одговорности. И втора работа, клучна, која треба да се реши, да смогнат сили, да имаат доблест, да го сменат изборниот законник, да направат една изборна единица со отворени листи. За да може да се покаже вистинската слика на општеството во Македонија, во собранието. Тоа е основно што треба да се направи за да можеме да почнеме да ги решаваме проблемите. Се друго ќе носи нови и се подлабоки поделби на ова општество ви кажувам дека институционализацијата на сегрегацијата ќе донесе неминовно носи до федерализација. Сега влегуваме во моментов една анархична состојба, која веројатно можеби некој ја посакува во оваа држава, за да можат да си ги спроведуваат своите политики, криминали и така натаму. Да, добро. Господин Джаферовски, ви благодарам за ова гостување и ова анализа. Ќе видиме што се случува, се разбира, на политичката сцена. Ќе почекаме некое време, па ќе се видиме повторно. Ви благодарам.